време за нашата рубрика Будење, во која што денеска петочки се дружиме со Димитар Ристевски, кој што е член и водич во планинарскиот клуб Љуботен. Димитар, добро утро и поздрав од нашето студио. Ти си, претпоставувам, по дома, во една полежерна атмосфера. Како си утринава? Добро утро. Ви посакувам убав ден пред се. Благодарам. Како и секој утро, јас така во тишина си го почнувам, прво со кафенце и со книга. Можеби навиката е стекната од планинарскиот дом Љуботен. Така некој утро да се почнува со кафенце и со тишина, така да нека почне денот, нека тргне. Да, тоа е вистински благослов, би рекла, и не секој има можност да ужива такви мирни и убави утра, особено нели ако сте на планина и во планинскиот дом или некаде на падините на Шара. Мислам дека тоа чувство да се испие едно кафе во природа е незаменливо. Се сложуваш? Не само што се сложувам, туку апсолутно го препорачувам тоа на секој, бидејќи во ова брзо време секому му треба малце и мир, тишина, конекција со природата, добри луѓе, така да тоа е тоа. Димитар, не знам дали знаеш, но денешниот 10 октомври е инаку и светски ден на ментално здравје, а велат дека нели најдобриот и најевтин лек кој што е достапен секому е да се избега малку во природа, да се дише чист воздух, да се ужива во убавините. Еве сега во есенско издание како изгледа Шара периодов? Прекрасно е. Значи, малку на 1 октомври, 2 октомври веќе дури имаше и снег. Да. Различно е од другите години, меѓутоа обично е во сите бои. Сега портокалова, зелена, кафена, црвена, значи есента е баш онака убаво време, каде што не е ниту премногу топло, ниту премногу ладно. И во однос на светскиот ден за ментално здравје, дефинитивно препорачуваме почестување на планина. Тоа го препорачуваме постојано, но никако сега ќе го дадеме акцентот на младите, затоа што со овие нови генерации кои што се растени во една дигитална ера, кога нели неминовни се тие екрани насекаде околу нас, мислам дека е особено важно и големо значење да ги насочиме барем неколку дена од месецот, ако не нели постојано во текот на викендот, да бидат во природа, да поидат на планина. Што вели вашето искуство еве низ години? Расте или можеби се намалува бројот на таа генерација, зборувам сега адолесценти или помлади луѓе кои што вие сакате да ги привлечете, како што тоа ќе го направите и викендов со младинскиот камп кој што го организирате? Мислам дека расте. После периодот на кога беше периодот со короната, со пандемијата, забрани со пандемијата буквално, луѓето почнаа да истражуваат Македонија и почнаа да бараат нешто надвор, да не бидат само дома. И мислам дека веќе има пораст на луѓето кои што сакаат да се занимаваат со планинарење, така да почнуваме викендов, тоа е и целта, нели? Да ги заразиме на некој начин најмладите. Клубот слави 100 години, сакаме да продолжиме таа традиција и ќе има возможен еден кап каде што ќе уживаат во природа, во друштво, ќе заборават малку на телефоните, ќе имаат едукација, така да искрено се надевам и верувам дека ќе засадиме малце онака некои николци кои што потоа ќе сакаат и да продолжат со планинарење и капување. Па да, таа конекција со природата е многу тесна и емотивна и веројатно кога еден човек нели ќе ја доживее, после сам некако има желба и порив да се наврати, но тешко е првиот чекор да се направи, особено за младите тука кај нас. Интересен е фактот што овој камп кој што викендов конечно ќе се организира на 11 и 12 имаше други датуми, но заради лошото време се одложи, но сега повторно имаме снег таму. Како е во моментов во смисла на како време очекувате овој викенд? Диме и колку снегот можеби ќе биде дополнително уживање или момент за кој што ќе укажеме дека можеби дополнително треба да си понесат и друга опрема или не е толку страшно? Не е страшно, бидејќи на ниска надморска висина е во село Вратница кампот организиран, така да времето таму ќе биде убаво, некои си 10 степени, претежно сончево. Можеби во ноќите ќе падне температура негде на кај 5 до 7 степени, меѓутоа сме опремени, имаме и хостел нели тука, кој што ќе го искористиме за да се допуе премногу ладно. Така да нема да биде тоа проблем, они секако ќе си носат опрема и ќе имаат предавања за која опрема кога треба да ја имаат со себе.
Да, ајде сега да ги опишеме и деталите. Не знам дали се уште има можност некој да се пријави со оглед на тоа што е ден пред викенд и вообичаено нели помали се бројките кои што лесно и брзо се пополнуваат, но ајде ќе ни кажеш како се организирани сабота, како е организирана недела и да напоменеме во поглед на старосната граница, бидејќи ова се младински кампови, наменети се за деца, но за која возраст? Така, првата бројка е пополнета за оние деца кои што се 10 до 14 години, кои што ќе преспијат, кои ќе бидат 2 дена од сабота до недела. Таа бројка ја пополнивме прилично брзо, значи имаше голем интерес. Имавме ние нели лимит до колку можеме, до колку сакаме сега за почеток, па потоа нели дај Боже да расте и да имаме и поголеми бројки. Само да нагласам дека вториот ден има можност, имаме планинарска тура која што ќе биде споена, она што ќе го зборуваме на некој начин во саботата, во неделата ќе почнеме да се движиме во планина, ќе направиме интересни некои игри кои ќе бидат прилагодени на децата, таму можат да се пријават се уште и помали деца од под 10 години кои што заедно со нивните родители можат да дојдат на таа планинарска тура. Тие пријави се уште отворени, ги имаме ние на социјалните медиуми споделено информациите и се. Сега, ако сакате, можеме онака агендата да ја поминеме, па да поминеме не сите активности кои да, може на кратко, да, што секи имаат можност оние кои што ќе дојдат, само да прашам дали овие деца што се од 10 до 14, тие се без присуство на родители, предпоставувам, баш да го доживеат моментот на кампување, на уживање во природа? Да, така е, родителите нели си подпишуваат согласност изјава дека дозволуваат децата да им бидат таму, имаат контакти од сите нас, значи се ќе се биде безбедно организирано, се ќе биде убаво. Супер искуство. Ние ќе им овозможиме убаво искуство, да паметат нешто. Така. Да. Значи, саботата повеќе ќе биде како предавање, а неделата ќе го реализирате тоа што претходно ќе го слушнат во саботата? Да. Значи, сабота генерално имаме, кога веќе ќе пристигнат на назначеното место, имаме еден кодекс на однесување кој што ќе го представиме на интересен начин, потоа имаме основни предавања во однос на тоа како се мести, бидејќи ја станува збор за камп, прво местење на шатори, што значи кампување во различни временски услови, на различни места, што значи кампување во планина, што е различно или од камп на плажа. Потоа како се мести еден планинарски ранец, која е потребната опрема, планинска култура. Имаме неколку такви воведни сесии, да ги наречам, спроведени со игри на начин кој што ќе биде достапен за децата, за сите буквално. Потоа имаат малку слободно време, вечера и ќе гледаме некој планинарски филм, ќе ги запознаеме со историјата и традицијата на планинарскиот клуб Љуботен. И нели потоа веќе си легнуваме, се одмараме за утре дента да имаме една кратка прилагодена планинарска тура, меѓутоа каде што ќе имаат различни игри и помалите и поголемите деца. Ќе се движиме во планина, ќе имаат различни улоги, нели ќе видат што значи планина, движење во група, маркација, како да се снајдат, значи сите тие работи. И после завршувањето фактички на турата имаме и активности, бидејќи почнува и ски сезона, активности со пријатели на нашиот клуб кои што долго време го прават тоа и обучуваат деца во скијањето, ќе имаат игри, ќе имаат и кратко предавање во однос на скијањето. Така да генерално сега вака накратко агендата ние кога си ја споделуваме меѓу нас е многу поголема и поопширна и повеќе детали има напишано. Да, објаснето е по социјалните мрежи, нели подетално, но во секој случај ќе биде викенд за паметење за сите оние кои што имаат можност да дојдат, па и на оние кои што ќе ви се приклучат во ден недела. Димитар, какво е твоето искуство во смисла на тоа колку децата уживаат во тие камперски работи, да си наместат сами шатор, па не замете, споменувате кино на отворено, палење на оган и така натака. Значи тоа се на некој начин и животни навики кои што понатака навистина во животот многу значат за еден човек, а сега ќе имаат можност нели во група да ги научат во природа на еден најсоодветен, најадекватен начин. Како децата реагираат? Јас ќе кажам од моје искуство, значи за мене планината е буквално животна школа.
Барем сега така ја сваќам, иако порано ми било ајде да отидеме на планина само и да се дружиме и да биде интересно, меѓутоа сега гледајќи наназад, ми е живот на школа што некои принципи ги применувам ден денес во секојдневниот живот. Децата ќе им биде интересно. Значи ќе се веруваме, дај Боже потоа да продолжат они да ги створиме ние желба е најбитно и љубов кон планината, кон активностите, а тие понатаму самите ќе ја негуваат таа љубов. Значи еднаш кога ќе го доживеат тоа, не верувам дека срцето ќе им застане, дека нема да посакаат пак да го правам. Да, дека нема да посакаат пак да дојдат. И многу убаво ви стои во делот вашите работи споделени по социјалните мрежи, велиш можеме ние да кажеме милион зборови за планинарењето, но никогаш нема да може да го опишеме со зборовите со кои тоа може да го направи планината. И особено кога во ситуацијава станува збор за незиното височество, тоа е Шар планина, прекрасната Шар планина. Да се наежив како го слушнувам, а така е, навистина е така. Димитар, посакувам да биде навистина успешен, убав викенд, сончев, времето верувам дека ќе ве послужи и дека навистина ќе уживате. Некаде пред крајот, која ќе биде твојата порака до сите оние кои што можеби се уште не доаѓаат на овој планински камп, но веројатно ќе имаат желба за понатака, како да ги мотивираме, како да излезат децата, па и родителите од нивните комфорни зони во кои што живеат, особено во ова дигитално време. Кој ќе биде твојот совет и твојата порака за крај? Океј, кампот ќе се одржи, меѓутоа ќе има и следни шанси. Имаме и клубски тури кои што ќе бидат лесни, прилагодливи за сите. Секако сите може да дојдат до планинарскиот дом, патеката е многу интересна и лесна, не е, да речеме, страшно нормално. Убаво е да се советуваат со некој кој што претходно бил доколку не биле, и убаво да имаат или водич или искусно лице кое што ќе биде со нив. Тие што не почнале, нека почнат, не знам, во Скопје со кратки тури, да речеме некоја тура кратка на водно, која што не мора да се скачува водно, меѓутоа пропатните патеки дали до Свети Пантелеймон, дали до Марково Крузче, да видат како, дали е интересно, дали е нешто што понатаму сакаат да го прават. И нека ги следат ете клубските акции, па нека се приклучат кога и да е, ние сме отворени и во клубот да дојдат, таму може да видат и за историјата, и за слики, и било што. Нека дојдат во домот, секако ќе има луѓе кои што во клубот ќе ги потикнат да го прават тоа почесто. Само нека се советуваат со некој, доколку не биле на план, нека бидат во придржба на поискусно лице. Да, јас верувам дека и со сликиве кои што ни кружеа додека разговаравме, ќе потикнеме баш такви убави вибрации кај родителите, особено да, ако се уште не направиле такво нешто, таков исчекор во нивното секојдневие, да ги однесат децата на планина, особено на вакви групни дружби, каде што доминира детскиот џагор. Верувам дека потоа ќе нема назад и дека ќе сакаат, или дека дефинитивно природата и планината ќе биде нивниот прв избор, а и ќе се сложиш дека во планината, односно во природата, се најубавите детски игри. Тамо секогаш може да се измисли нешто, да се најде и да биде тоа незаборавно. Апсолутно. Имаше многу, скоро го прочитав, само кога ќе се дисконектираме од овие модерни направи, ќе се конектираме со природата, тогаш можеме да ја сватиме малце, да го сватиме на подруг начин живот. Така е. Малце филозофски, Ама така е. Тоа е реалноста. Димитар, ти благодарам многу за овие информации кои што ни ги сподели. Посакувам да помине успешно во тоа. Не се сомневам дека ќе биде една убава забава, ќе биде едно убаво дружење, уживање генерално во планината и во природата овој викенд, така што ви посакувам убаво да си поминете, а ние малку повеќе за планинарскиот клуб Љуботен ќе зборуваме и во остатокот од нашата денешна утринска нателма. Ти благодарам многу. Убав ден, фала ви на вас и убав викенд по тоа. Бидете на планина колку што можете повеќе. Така е. Тоа е пораката. Благодарам, Димитар, која што еве заеднички и ние заедно со планинарскиот клуб Љуботен ја испраќаме до секој еден од вас. Не заборавајте дека навистина во природата се најубавите игри, таму се случуваат најубавите игри, а тие велат 100 стапки по патеки за 100 насмевки под шатори. Тоа е нивниот слоган со кој што годинава, односно овој викенд ќе се одбележи на некој начин дел од јубилеот за 100 години постоење на ПК Љуботен, но и првиот младенски камп кој што го организираат, а верувам дека ќе бидете дел и поголемиот дел од вас.